Благословена вечер на сите. Добри сте. Фала на Коки. Многу ми е драго што растеме во Исус и што го забележуваме тоа и што го манифестираме. Во Ефесјани се зборува, Павле зборува дека да дојдеме до, како беше Кокјај, додека беше нешто. Да го прочитаме стихот. Ефесјани 4:13 ли? Да. Еве го тука. Се додека сите не дојдеме до единство во верата и познавањето на Божиот Син, до зрелиот човек, до мерата на растот на Христовата полнота. Тоа е убавото кога тежнееме натаму, кога растеме натаму, кога одиме натаму, кога копнееме натаму. Тоа е убавото и тоа е она што го кажа Коки ме, како некоја асоциација ми дојде кога зборуваше на почетокот. Добро, јас да ви кажам, многу пријатно се чувствам овде со вас. Не знам како се чувствувате вие. Убаво е да ми кажете, да ме олабавите малце. Драго ми е што дојдовте денес, ви благодарам. Што одвоивте време, внимание што ќе дадете. А исто така и на оние можеби што ќе слушаат на подомати како Коки ме стави таму да ако му се допадне проповедта. Исто така и на нив им благодарам. Инаку, како што кажав, не знам дали ме разбра Коки, јас сум овдека роден, иначе во оваа црква. И дури овие што се помали од мене, ме знаат кога се родив. Многу интересно тоа. Тие се помали од мене, а знаат кога сум се родил и знаат еве до денеска како сум растел. И тоа малку е збунувачки за некои кои што не знае. Исто така би сакал да го прочитаме тоа во Јован, мислам дека Никодим, учителот, кога дојде кај Исус. Ајде го прочитаме. 3 глава, 1, 2 таму стих, од почеток така некако беше. Да. А меѓу фарисеите имаше еден човек по име Никодим, еврејски управител. Овој, може да замислите каков чин имала. Мислам, јас барем така го замислам, кој знае колку чварки ако има во војска, или чварки ги викаат овие тука, многу титули имал. Тој дојде ноќе кај Исус и му рече: Раби, знаеме дека ти си учител дојден од Бог, зашто никој не може да ги прави чудотворните знаци што ги правиш ти, ако Бог не е со него. Исус му одговори велејки: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди озгора, тој не може да го види Божјото царство. Никодим му рече: како може да се роди човек кога е стар? Зар може повтор пат да влезе во утробата на мајка си и да се роди? Колку интересно, овој човек, јас не сум проучувал какви луѓе се од овој тип на учители, фарисеите или не знам каква титула имал Никодим, но добро што имал понизност да дојде да го праша Исус. И не му било јасно како е можно тоа. Тој го знаел Светото писмо, го знаел Стариот Завет, а дошол до момент да поставува вакви прашања што се многу интересни. Исус му одговори: вистина, вистина ти велам, ако некој не се роди од вода и од дух, тој не може да влезе во Божјото царство. Роденото од тело е тело е, а роденото од дух, дух е. Не чуди се што ти реков. Треба да се родите озгора. Ветрот дува каде што сака. Го слушаш неговиот шум, а не знаеш од каде доаѓа и каде оди. Така е со секој што е роден од дух. Многу интересно, нели? Така да, многу добро се чувствам што сум роден во оваа црква и што можам да растам. Многу добра храна има. Тоа што многу луѓе, може би помладите, или може би јас се асоцирам на тоа дека може би во помладите години секој човек
доколку не го познава Исус, додека не се родил во духот, се прашува кој сум, што сум, кај треба, кај да идам, што да правам, како да правам. И многу е важен тој идентитет. За мене барем беше многу важен идентитет кога дојдов во црквата, кога слушнав и после тоа како слушав проповеди, како одев на домашни групи, како го читав словото, како го употребував словото, како интересно дојдов да имам слух за Светиот Дух. И многу е важен тој идентитет, да знаеш од каде потекнуваш. Сите ние сме родени од мама и од тато, така. И секогаш во гордост ли, во радост ли, ќе ни кажат, бе, цел си на мене, Или овој на татко му и на мајка му. Не, на мајка му по ова, на татко му по тоа, на војна му по ова, на баба му по тоа. Така, личиме на нашите родители. Тогаш ако личиме на нив, сигурно личиме и на нашиот татко небесен. Тогаш сигурно личиме, ако можеме да го наречеме Создател, и е наречен Создател, ние личиме и на него. Ние сигурно ги имаме неговите карактеристики. И тоа е многу важно кога ќе го дознае човек. Кога ќе дознае кој е неговиот вистински Создател. Значи тогаш нема да ги мешаш работите. Ќе ти биде многу појасно и полесно ќе знаеш каков е правецот твој. Тоест ќе дојдеш до оној момент каде е повикот твој, кој е повикот твој. Што верувам дека секој од нас можеби во овој момент се прашува како е, што е. Можеби некој го знае и води во тој повик. Така да имам и некој стих што би асоцирало на тоа и што е така. Во прва Мојсиева, 1 глава, 27 стих. Доказ број 1. И Бог го создаде човекот според образот свој. Според образот Божи го создаде. 2 пати. Машко и женско ги создаде. Значи машки и женски да немаме делење, да знаете. Тоа е едниот стих и во 1 Коринтијани 2 глава 16 стих. Зашто јас ќе го прочитам, тука го имам запишано, па можеби не е исти преводот, но истото се мисли. Зашто кој го познава Господовиот ум, за да го поучи, а ние го имаме Христовиот ум. Значи го имаме и Христовиот ум, што е уште посилно и појако да го знаеме, да бидеме свесни за тоа. Да знаеме дека тој е присутен во нас, да знаеме дека Светиот Дух е во нас и да знаеме дека го имаме Христовиот ум. Го имаме по старите така, тој нарав го имаме, тој нарав, Божиот нарав го имаме. Овие денови, не се денови, може би се месеци, може би 5-6 месеци имам, зашто го памтам, не ви е интересно вас да ви го кажам, али го памтам. 6 месеци некаде наназад го слушам зборот принцип. Ви значи ли нешто принцип? Го слушам и од многу фраери, во стилот на Тошо имам еден. Ја о принцип батка не перам судови. Само ако ми каже жена ми. Еден е тој. И многу луѓе го користат. Може би и години наназад е модерен тој збор принцип да го користи човек. И обично, сигурно знаете од општа култура што е принципиелен човек. Така. Тој е некој кој што знае што прави, кој што знае што сака, кој што знае како прави. И многу се интересни тие луѓе, нели? И сега, овде во Македонија, исто така многу важно дали тоа што го кажуваш, го мислиш и го правиш, и обратно. Дали го правиш тоа што го мислиш и го кажуваш. Многу луѓе клекнуваат многу сакаат луѓе да најдат такви луѓе и многу клекнуваат, уствари паѓаат се, лажат и така натаму, за жал. Но заедно со Светиот Дух верувам дека постојат такви луѓе. И
прочитав малку во врска со овој збор, што значи. Значи, ме интересираше од каде доаѓа, од каде потекнува, коренот на принцип од каде доаѓа. И доаѓа, значи, од грчки на грчки се вика архи. И пазете што е почеток. Прв збор е почеток. Потоа извор, потоа основ, творец, зачетник. Врти сучи, се доаѓа од Господ. Значи, сум читал јас многу книги во однос на психологија, многу книги, сега добро, релативна работа, нели? Зависи за кого, да не се споредуваме сега тука. Сум читал доволно за мене, барем, книги кои што делуваат психички, делуваат мотивирачки, делуваат во говорот, делуваат. Не викам дека не се корисни, значи има и таму доста интересни работи, ама повторно ќе се вратиме пак, земено е од Словото. Значи, јас не сум го читал Словото пред да дојдам во црква. Значи, многу работи луѓето сакаат да ги применат во индивидуални цели. И затоа и го користат овој збор принцип често можеби оние кои што не го знаат Господ, оние што не го познаат или можеби викаат јас знам, јас сум. Интересно беше Зоран зборуваше дали за драгоцена или за скапоцена вера, не знам во која служба беше. Да, јас го знам, јас сум роден христијанин. Така тука во нашава земја се карактеризираат луѓето. Се додека вистински не дојдеш и не паднеш на колена да видиш дали си роден од мама и тато таков или сварно треба да се родиш. И луѓето многу работи употребуваат од светот што се за нивни цели. Тоа што сакав да го кажам е дека сепак принцип доаѓа и нашиот татко е принципиелен. Значи, многу работи има што луѓето ги зимаат од Библијата и ги користат како основен принцип и ги го следат, дословно го следат. Значи, до слово, до збор го следат за да исполнат нешто. Една од тие работи е таа дарежливост. Често сум ја гледал таа дарежливост кај луѓе кои што се финансиски поимотни и го прават тоа без разлика на нивното однесување, без разлика дали се сопственици на, не знам, фирма или на било што, но го прават тоа. До крај. Значи даваат. Без разлика како се однесуваат кон тебе, они ќе ти дадат. Затоа што знаат дека принцип е да се врати. И тоа го има во Божјото царство. Значи, Исус умре за сите, и за нив и за нас. Нема да ги делам, но умре за сите нас, затоа што сме сите негови деца. И тоа функционира и кај нив. Мене ми е многу интересно што Исус дојде и немаше кај него компромиси кон луѓето. Значи, он зборуваше, а тебе дали ти се допадне тоа или не ти се допадне, тоа е твоја работа. Ти треба да размислиш и да видиш каде си. И дојде или долета, можам да кажам, заедно со Божјото царство и го манифестираше Божјото царство и ни кажа дека Божјото царство е во тебе и во мене. Значи, затоа темата која што ја избрав е, можеби не ме дофаќате во однос на темата, ама да ги употребуваме тие работи кои што ги имаме од Господ. Заради тоа што многу гледам од луѓето кои што не го познаваат Бог, ги користат работите. Значи ги користат нивните дарови, ги користат нивните таленти, иако ги присвојуваат или ги зборуваат дека се мои или тоа е мое, и точно е, можем да речеме и дека е точно. Негови се. Бог му ги даде на него да ги користи. Сега како ги користи е многу важно, така. Не само за себе. Затоа сакам да го нагласам тој потенцијал кој што го имаме од Бог, да го користиме. Значи да ги користиме тие дарови. Денеска имавме неколку надпревари со Петар и Кирил, и Петар имаше надпревар во кошарка, и Кирил имаше надпревар во фудбал, и ги гледам децата колку се жешки, распалени се, значи, они во играта. Не се штедат. Тоа сакав да го кажам.
да и ние го правиме тоа, така. Значи, има еден стих кој што го немам во моментов, но мислам дека на Тимотеј му го зборува Павле, да ги разгори своите дарови. Не знам точно како беше за да го цитирам и не знам точно каде се наоѓа за да го пронајдеме, но треба да ги постојано разговоруваме даровите. Како што кажа Коки, и тоа Александар ми го има зборуване, значи не ми треба никаква подготовка, не треба да имам никаква подготовка кога знам кој сум. Ме разбирате, кога знам дека Божјото царство е во мене не ми треба никаква подготовка да дојдам кај некого и да изиграм тоа што треба да го изиграм. Да се помолам, да делувам во даровите, да пророкувам или да исцелувам. Значи, тоа го зборувавме на библиското школо баш и го имам запамтено. Не ти треба никаква подготовка, можеби да се помолиш за да се смириш ти физички и да го поттикнеш духот во тебе да работи. Но никаква друга подготовка можеби не треба. Иако нормално дека треба да тренираме во тие дарови, да не се разбереме погрешно, ве молам. Треба да тренираме, да ги откриваме, да испитуваме, да доаѓаме до тие откровенија, каде сме добри, во што сме добри, како да го потенцираме, како да го изразуваме сето тоа. Така да, голем е Господ. Многу големи зборови се употребуваат за него. Значи јас втор пат го кажувам ова, дека ние не потекнуваме од скромен Господ, не потекнуваме од скромен татко. Знаете, скромен зборот е различен од понизен, многу различен од, не знам дали сте разгледувале, нема да ги објаснам, можете за домашна работа да го имате, но е голема разликата. Нашиот татко е понизен, ама не е никако скромен. Сигурно во Библијата сте сретнали и сте прочитале многу зборови со какви имиња го нарекуваат Господ. Еве, може да се сетите на некој збор. Ја ќе ве поттикнам, семоќен. Еве, првиот збор преска што го кажувавме, Создател. Така, чудесен, величествен, цар над сите цареви, Господар на се, што е во морето, на што е на земјата, над морето, во вселената, Творец на се. Значи, и достојно да се однесуваме кога потекнуваме од таков татко. Затоа е добро да знаеме од каде потекнуваме и да уживаме во тоа растење. Во тоа растење и представување на нашиот татко, така. Мама и тато кога ни испраќаат некаде, немој да си ме срамел таму. Немој вака да си правил. Ме слушна, мирни ќе бидете. Зуцте, не патент на устата. Така. Не ве ограничувам во вашиот карактер или во вашиот хумор или во вашата радост што имате да предскажете или изразите за тоа што го имате. Но не сме деца да не знаеме како да го представиме тоа, така? Не е тоа нешто што ќе го научиме на памет, па ќе го представиме. Не, тоа во нас излегува, се изразува, тече, извира, така? Така да, тоа е тоа што го има во нас, што живее во нас и што сака да дојде до израз. Јас верувам дека Бог сака да го видиме она што го има подготвено за нас. И тој не се откажува од тоа. Значи, толку е упорен. Да кажам некој пример. Значи, денеска имав многу примери за таа упорност. На деца кои што, како што Матеј, например, несвесно тоа го направил. Разбирате? Он така се однесува, он така живее. И он го представил тоа. Го представил Божјото царство. Едноставно. Преку љубов, преку песна, преку радост. И интересно е што е он упорен во тоа. Он е постојан во тоа. Постојан и упорен, можеби
може би се слични, не сум ги испитувал овие зборови. Ама денеска тоа го видов, дека децата се упорни, несвесно, они се упорни да даде гол, да даде кош, да ја фати топката, значи се борбени во тоа. И ние треба исто така да делуваме. Затоа што нашиот татко не се откажува од тоа што сака да ти го покаже тебе, да го видиш тоа. Не се откажува да ја видиш благодатта. Еве би го кажале овој стих Римјани 8:28. Но знаеме дека сите работи содействуваат за добро на оние кои го љубат Бога, кои се повикани по неговата намера. А исто така можеме тука и погоре да се качиме. Или наназад, како идеме, Погоре во 20, таму 20, може 24, зашто ние? Исто така и Духот им помага на нашите слабости, зашто ние не знаеме да се молиме како што треба. Самиот Дух посредува за нас со неискажливи воздишки. Каде зборуваше тука, во оваа глава се зборуваше за дека само Духот е оној кој што знае се, кој што знае се за Господ. Значи, тој Дух живее и во нас. Само не знам дали беше. Интересно е што ние сакаме некои работи побрзо да се случат, така? Сакаме побрзо да созрееме во нешто, или побрзо да ни дојде нешто, или побрзо да купиме нешто, или побрзо да ни текне нешто. Така? Ама за се има време во кое што треба да сме трпеливи. И инаку Господ може да направи, да ти го даде тоа што го сакаш ти. Но Он сака да вистински разбереме, да малку подлабоко влеземе во тоа разбирање. Да сватиме зошто ни е потребно нештото, за да го добиеме вистински. Зашто кога ќе го добиеме, ќе знаеме како да го користиме тоа. Без разлика за што се работи. Значи, ние можеме во овој момент да копнеам ја за Порше. Ама не е моментот за мене за Порше сега. Јас уште не сум возел толку брза кола. Нема улици за Порше, така е. Може би треба да се преселам на некое друго место каде што има улици за Порше. Така да Бог сака да разбереме, да влеземе во таа промена. Значи, тоа е една промена за нас која што може би е чудна. Секогаш знаеме да се контраме на тие промени. Заради тоа што некогаш не ни се удобни тие промени кои што треба да ги направиме. А како што реков пред преска, кај Исус нема компромиси. Кога им зборуваше, и овдека на Никодим кога му зборуваше, нема компромиси за разбираш, не разбираш, еве јас ти кажувам и сега еве го во твоите раце, значи треба да видиш што ќе правиш со тоа. Така да Он сака да вистински подлабоко навлеземе во тие работи, за да можеме да ги разбереме и потоа ќе дојдат. Преска не го најдовме тој стих, мислам, сакав да го најдам тука ако имав запишано. Добро, нема врска. Тоа што сакав да го кажам во врска со Духот, доколку не сме во таква средина, која што го знаат на вистина Исус, Светиот Дух и Таткото, може би научно ќе знаеме дека имаме Дух во нас, зашто се зборува и научно е докажано дека ние не сме само од тело создадени, и во нас има и Дух, и дека сме духовни суштества, созданија, и тоа можеме многу лесно да го видиме.
Секој од нас копнел без да пред да го запознае Исус. Копнел по нешто од каде што ќе земе енергија, копнел по нешто што повозвишено од мајка му и татко му, можеби, од дедо му, или од вујко му, или од чичко му. Така, секој од нас, и верувам дека секој надвор од овие простори, можеби кој што не го знае, копне по некаков Бог. Еве, слушаме во Индија, обожаваат не знам по колку милиони или илјади богови во исти момент, но факт е дека ние сме духовни луѓе, духовни созданија. И добро е да ги упатиме луѓето кај нивниот духовен татко, за да увидат од каде потекнуваат, од каде доаѓаат, од каде е тој дух создаден во нив. Во мојата работа, онаа што ја работам, луѓето повеќе работат, да речам, со опипливи работи, така, со оние што ги гледаме, што ги фаќаме, дофаќаме и така натаму. И јас од тоа што го работам имам многу алатки кои што ми користат во работата. И многу голем љубител сум на алат. И кога ќе отидам, например, во овие големи маркети, ја можам да се занесам, да останам неколку сати, без разлика што сум ги видел тие алати јас. Значи, знам и како функционира и што е работата. Имам исто такво нешто, ама многу сакам да ги гледам, да уживам во нив едноставно. На некои им е чудно, што ќе гледаш, еве штрафцигер, например. Што идеш и го гледаш штрафцигерот. Ама има нешто интересно во тој штрафцигер, што јас сакам да идам да го гледам. И многу такви алатки интересни има. Можам да ви кажам, можеби ќе знаете, можеби нема да знаете. Што значи? Значи има Зоц може да знае, Радап Цигер може да знае што е. Имаме експандер алатка. И Цвицангла можеби знаете, тоа е по така комерцијален збор. Цвицангла, мотор цангла, нели, ваква цангла, онаква цангла. И многу алати има. И без тие алати искрено не можеме да работиме. Значи имаме вакуум пумпа, имаме манометри, имаме црева за манометри, имаш ваков фреон, таков фреон. И не можеш да ја работиш таа работа ако ги немаш тие алати. Значи ти можеш да пробаш да работиш, но не можеш да извршиш таа функција. Не можеш да дојдеш до решението, до одговорот. Иако можеби ти да поставиш диагностика, но без алатот не можеш да го решиш тој така наречен проблем, да речеме, или таа ситуација. Така да исто е и со нашите дарови кои што ги имаме од таткото. Значи имаме многу дарови кои што можеме да ги користиме. И сега со некои дарови, како да речам, баратаме, нели? Но некои дарови не ги знаеме дека можеби постојат во нас, дека ги имаме во нас. Имам тука некои стихови кои што сакам да ги прочитаме. Во 1 Коринтијаните, 12 глава, 4 стих. Има различни дарови, но духот е ист. Ќе продолжам и понатаму да читам. Различни се и службите, но Господ е ист. Има разлики во дејствувањето, но Бог е ист, кој врши се во сите. Но на секому му е дадена пројавата на Духот за општа полза. Многу интересно што тука пишува на секому му е дадена пројавата на Духот за општа полза. За општа полза. На еден преку Духот му се дава слово на мудрост, на друг слово на знаење според истиот Дух.
на друг вера преку истиот дух, а на друг пак дарови на исцелување преку истиот дух. На друг да прави чуда, на друг пророштво, на друг да разликува духови, на друг разни јазици, а на друг да толкува јазици. А сето тоа го прави еден и ист дух, кој му разделува секому како што сака. Така да влеземе можеби во оваа продавница да видиме какви дарови има. А? Добро е да влеземе, да разгледаме какви се дарови. Значи тие дарови ги има во нас. Е сега да видиме што е тоа во што ние можеме да делуваме. Какви се алатки има таму? Интересни. Тоа е она што сакав да го поврзам со насловот на денешната проповед. Многу тешко ми иде да кажам проповед. Дека јас зборувам, дека јас проповедам. За стално така знае, проповедниче да ми каже. Не стално мислам овие два пати. Да не си го взимам за стално зборот. Проповедниче. Така потребно е да делуваме со тие дарови. Јас исто за себе го зборувам тоа, дека јас сакам да делувам, да бидам поинтензивен во тоа, да бидам подиректен, да не околишам за тоа, него да бидам директен. Право, денге. Да удираш, да бидеш прецизен. Покрај диагностиката што ќе се воспостави, многу е важен и лекот, значи тој дар да го употребиш. Така не само за вас, значи тоа го мислам и за себе, за тоа и сакав да зборувам за ова денеска што зборувам. Тоа што е интересно, Исус исто така на учениците им кажуваше, многу пати им го повторуваше тој збор. Не плаши се, не плашете се. Значи, јас верувам дека можеби кај некој од нас и го има и тоа. И кај мене можеби го има тоа. Не можеби, него го има сигурно. Како ќе реагираат другите? Како ќе реагираат другите на тоа? Ама Исус вика, не плаши се. Јас сум со тебе. Јас го победив светот. Така да откриваме, да уживаме во тоа откривање. Јас уживам кога ќе влезам во продавница со алати и уживам во тоа кога ќе откријам. Оп, аха. Ова е добро. Ова е јако. Така го, многу е јако. И така интересни се тие моменти, дури уште поинтересно е кога делуваш кај луѓето со тие дарови. Јас верувам дека уште повеќе ќе допринесе во нас да бидеме уште повеќе инспирирани да делуваме кај луѓето со тие дарови. Значи да не познаваме збор не плаши се, да го немаме тој страф во нас. Не верувам дека е тој страф некој со некакви трауми, него ете таа моментална ситуација, тој чекор да го направиш или тој збор што ќе го искажеш во тој момент е малку, можеби, ти изгледа дека е горчлив, ама не е горчлив, многу е вкусен, благ. И имам уште еден стих тука во 1 Јованова, значи 2 глава, од 4 до 6 стих. Оној кој вели го знам, а не ги врши неговите заповеди, лажливец е и вистината не е во него. А кој го врши неговото слово, во него Божјата љубов на вистина стигнала до совршенство. Според ова знаеме дека сме во него. Оној кој вели дека останува во него, треба да живее како што живееше тој. Нека не ве плаши ова дека сте лажливци. Има некои зборови точно што можеби ќе осетиш кривица, но верувај во благодат си. По благодат си спасен, по благодат живееш и уживај во таа благодат.
не значи дека како што можеби некои други зборуваат, сега благодат и не знам што ќе правиш ова она. Не, точно знаеш што треба да правиш. Многу интересна реченица, оној кој вели дека останува во него, треба да живее како што живееше тој. Да живееме како што живееше тој. Тој е Исус, како што живееше тој, како што одеше тој, како што зборуваше тој. И сите ние тоа го има во нас. Она што јас многу го сакам е да се манифестира. Да има што поголема манифестација во тоа. И јас верувам дека може да го има тоа и го има тоа. Значи, многу често зборуваме дека ќе бидеме вакви, ќе бидеме онакви, а не зборуваме дека сме такви. Ние сме такви, значи ние сме како Него. Затоа сакав да го кажам она што за мене беше откровение, дека ако сум роден во духот, наново роден во духот, јас личам на мојот татко, на мојот создател. И јас го имам тоа присуство негово. Значи он 100% присутен во мене. И оно што го зборуваше Иле и ми избуфна како, знаете, плин кој ќе пушти, кога диши плин, па денаш ќе направи пуф. Знаете, и така избувна кај мене кога Иле рече ама да знаеме дека тој е во тебе. И кога не знаеш, кога не го слушаш неговиот глас, ти треба да знаеш дека он во тебе. И ти си во него. Така да делуваме на тој начин. Значи, јас секогаш кога ќе дојдам некаде, не го кажувам ова како дека се издигам, но сакам да влегувам со сигурност таму каде што влегувам, таму каде што доаѓам. Значи, сакам да влезам потполно како Божјото царство да доаѓа таму. Ме разбирате? Значи, така сакам да влезам и така влегувам. И многу често на работите им пристапувам на таков начин. Точно дека има некои работи кои што се плашам и треба да пораснам, заради тоа што можеби сум уште мал од кога што сум се родил, но се движам натаму. Сакам да одам таму, сакам да го разгорувам тој пламен. И заради тоа, кога пристапувам, тоа ми е некогаш во работата, кога ќе ми испратат некаде сам на некој дефект, некој од нас четворица што работиме, сите на различен начин реагираме. Знаете, јас, например, знам како реагирам, за нив не знам како реагираат. Ама јас кога одам, значи одам некаде, каде што ми е познате, сум бил, например, во некоја продавница, за некаков фрижидер, за некаков уред што лади, и јас, пред да дојдам во мојата глава, го имам просторот таму. Значи, тоа е уште еден дар кој што го имаме во нас. Значи, можете да визуализирате работи. Значи, јас исто така, денеска ова го визуализирам во себе. Ова сега што го правам. И така да, кога одам на таа адреса, каде што треба да дојдам и да извршам поправка, диагноза и поправка на тој уред, правам визуализација. Значи, каде сум, дури ги гледам и луѓето и доаѓам до уредот. Значи, додека возам го правам тоа. Зашто веќе механички возам, не возам свесно, да. И не е добро тоа, не е добро тоа. Ама сакам да кажам дека можете да ги визуализирате тие работи. И некогаш имам страв кога ќе одам на таа адреса, кога ми е непознат тој уред и се прашувам како треба да наставам, од каде да трнам, но секако правам некаков редослед на работите, од каде треба да започнам, за да дојдам до таа диагноза и да го утврдам тој квар. Значи, истото верувам и го правам и можеме да го правиме во неговото присуство. Значи, можеме да ги визуализираме, да ги гледаме. Не знам дали сте размислувале, но сите работи кои што се креирани, кои што се создадени на тој начин. Значи, Бог прво ги виде работите, па ги создаде работите. Значи, он прво мене и тебе не виде
И после не создаде. Кога не виде какви сме, он рече, дај ги овие овдека. Ме разбирате? И ние истото можеме да го направиме. Кога кажав преска за книгите, посетував и некои курсеви кои што ги развиваат тие способности. И тој што го зборуваше, кажа еден пример за столчето, еден едноставен пример. Значи столчето прво беше креирано во главата, тоест во духот беше креирано. Столчето, за да го тој човек кој што го измисли столчето, не знам кој го измисли столчето. Но тој имаше прво визија за тоа, како да го направи. И потоа се тоа се развиваше. Се развиваше. Така да и денеска работите потекнуваат од исто и се развиваат. Ние денеска сме, јас барем сум воодушевен од сето она што е создадено. Точно е дека има работи кои што во луѓето претеруваме во некои работи, така, и знаеме дека не е тоа Божјата волја, ама има работи кои што луѓето не се свесни, ама нештото дошло. Од духот дошло, излегло во материјалниот свет. Јас овие работи ви кажам зашто многу сакам да сум дисциплиниран во работите. Некојаш можеби и сум премногу прецизен. Така бев овие денови кога размислував за службава и повеќе бев вознемирен отколку што бев смирен овие денови. И дома може да забележат за тоа. Ама ќе им се извинам после службава кога ќе помине. Да, тоа сакав да го кажам. Многу интересно, можеби заради тоа се појавува тој некаков страв што пред малку го зборував, дека кога истапуваш во духот, истапуваш ти во името на Исус. Значи ти истапуваш во името на Исус. И можеби тоа е тој момент кога треба да ја прифатиме таа одговорност. Кога треба да имаме таа дисциплина и таа одговорност. И можеби тоа е тој страв што го имаме. Повторно ќе кажам, благодата нека биде со нас, затоа што таа е со нас. Да знаеме, да се секогаш подсетуваме на тие работи. Значи, можеби доаѓаме до таа ситуација, ама да знаеме дека таа благодат е со нас. Дури тече врз нас. Како еврокрем. И можеш да си пробуваш вака и колко е вкусно. Као мед. Па некој може алергичен на мед за тоа. Како мед, баш така. Еднаш, уште одамна, многу одамна беше, се шалам. Еднаш на Зоран му зборав, многу интересни моменти ни беа тие кога се гледавме со Зоран заедно со Милена. И имав еден сон кој што сонувам и мижам. Значи во сонот мижам и си го гледам моето тело светеше. И во тој момент не знаев што е тоа, како е тоа, зашто е тоа, како може тоа. Значи да мижам, а моето тело да го гледам дека свети. Значи тело ми светеше, а јас бев покриен преку. Зима беше, бев покриен со јорган, не со јамболија. И значи мижам, спијам и во сонот, мижејки, си го гледам целото тело. Значи и дури ги мрдав и рацете вака, мижам и ги гледам и телото ми светеше. Имам еден стих кој што зборува за тоа. Во Лука 11 глава, од 34 до 36. Светилото на телото е твоето око. Ако твоето око е бистро, целото твое тело е осветлено. Ако пак е зло, во мрак и твоето тело. Значи, во мрак е и твоето тело. Затоа внимавај светлината што е во тебе, да не биде темнина. Ако целото твое тело е светлено, без да има темен дел, тоа ќе биде целото осветлено, како кога светилката те осветлува со своето светење. Многу убаво.
така светиме. Така светиме ние за Исус. Така и треба да се гледаме. Без разлика, некогаш можеме да промашиме нешто. Може да кажеме нешто. Но можеме да се вратиме повторно. Може би да на некој да му кажеме нешто. Некој тежок збор. И тоа е дел од тренингот за даровите. Ве охрабрувам, вратете се назад кај тој човек. Бидете понизни. Јас го правев тоа и се уште го правам. Во почетокот интензивно го правев, знаејќи што се сум правел. Им пишував на луѓето, им се извинував. Така да слободно дојдете, погледнете го во очи и кажете му извини. Сгрешив, разбрав. Што и да е. Да бидеме понизни во тоа што го правиме. Не значи дека сте понижени со тоа што сте го направиле. И не го земајте тоа како понижување дека сте го направиле. И не размислувајте како тој размислува. Него размислувајте како Исус размислува. Заради тоа што Христовиот ум е во нас. И на тој начин пристапете. Се ближиме кон крајот. Римјани 8 глава. 8 глава. 37 до 39. Јас имам многу стихови кои што во почетокот кога се родив во оваа црква, имав некои стихови кои што постојано ми се вртеа во главата. Затоа сакав и овој стих кој што сега ќе го прочитаме. Значи, можам да кажам ми е без разлика, значи точно е дека многу ја сакам Библијата, но имам стихови кои што во мене реагираат, ме придвижуваат. Така да убаво е да ги прочитаме. Но во сето ова победуваме надмоќно преку оној кој не засака. Зашто уверен сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни иднината, ни силите, ни височината, ни длабочината, ниту кое годе друго создание не ќе може да не одвои од Божјата љубов која е во Христос Исус, нашиот Господ. Тоа се неколку стихови, нели? 2-3 стиха кои што во мене реагираат, побудуваат многу работи. Така да ви ги предавам, земете ги или извадете некои стихови кои што делуваат врз вас, кои што ви заигруваат клетките. Употребувајте ги. Значи јас имав многу стихови, некогаш во некоја друго време ќе ги извојам тие стихови кои што ги имав и како реагираа кај мене и како делуваа кај мене, ќе ги разгледаме заедно, но кај мене многу побудуваа работи, побудуваа дури и за другите луѓе. Не само за мене. Она што дојдов во тие моменти во почетоците, значи доаѓав во моменти да размислам веќе и на другите, не само на себе. Нормално дека е потребно прво ти да знаеш кај припаѓаш, кај си ставен, каде стоиш, каде си вкоренет, за да можеш кај другите да дојдеш. Така да, често и ден денес се молам за луѓето да им омекнат срцата. Затоа што не знам како го забележувам тоа. Дури не знам, не сум ни сигурен дали е тоа така, дека има многу тврди срца, многу закоравени срца. И ден денес ја имам таа молитва за другите луѓе. Да се омекне нивното срце за да може да навлезе таа благодат. Дали да се искрши тој мраз, можеби, па за да, знаете, кој ќе се искрши мразот, кој ќе настанат процепи, водата веќе излегува на површина, така. Се топи тој мраз. Така да, исто така, го гледам тоа срце кај некои луѓе. И уште еден стих во Јован, 16 глава, 33 стих. Ова ви го реков, за да имате мир во мене. Ова Исус го зборува. Имате неволја во светот, но бидете храбри. Јас го победив светот.
се ова што е напишано, јас барем така верувам, ни служи како алатка, која што можеме да ја употребуваме. И знаете, мораме да научиме како да ги употребуваме алатките. Како да стиснеме, кога да олабавиме, кога да биде посилно, кога понежно. Добро е да имате околу вас. Јас ја имам Милена, например. Знаете, да се оштрите. Тоа е добро, кога имате со некој да се оштрите. Покрај тоа што ја имам црквата, Милена постојано ми е дома да се оштрам, да се тријам со нејзе. И многу интересно што тоа триење, знаете, кога сте остреле нож на камен или на брусалка. Значи мораш да знаеш со каква сила треба да дојдеш кога остриш. Значи ако малку појако, ќе го пропастиш сечилото. Зашто имаше една проповед Зоран за тоа отапување, се сеќавам. Отупување. Значи, треба да се остриме. Ме разбирате? И тоа меѓу нас треба да е тоа острење да е со љубов, да имаме осет за тоа острење. Значи да знаеме како да го изоштриме ножот, сечилото. Така. Нежно. Да знаеме колку да притиснеме или да не притиснеме. За да не се сечеме. Зашто словото е многу остро. Многу ви благодарам што ми слушавте. Јас ве оставам со Христовата мисла и со неговиот благослов. Така да уживајте во секој ден, затоа што секој ден ни е на благослов. Без разлика што мојот ден денеска беше брз, или јас си помислив дека нема време кога да седнам малку да подразмислам за оваа проповед, беше прекрасен ден. И од сега, и покрај сега што помина по проповета, уште поубав. Уживајте во цела недела.